Случајот околу Арта Груби. Ова го кажам еден пример банален, меѓутоа има уште милион така може да класичен зборуваме. пример на државен интервенционизам. Артан Груби се врати во Македонија кога тој посака, насмеан, со очила за сонце, пречекан од камера, пречекан од Министерството за внатрешни работи во цивилна униформа. Јас не знам на кој граничен премит има полицајци во цивилна униформа. Од таму беше спроведен неколку распити, потоа пуштен во домашен притвор. Ние џабе го критикуваме само обвинителството и судството дека направи превид. Во овој случај, иако ти имат мала доверба и не заслужуваат поддршката од граѓаните, во овој случај државата интервенираше затоа што нема јавен обвинител кој ќе додели мерка притвор, ефективен притвор, доколку Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за национална безбедност не му издаде документ каде што му кажува дека неговата безбедност е загрозена токму во притворските оделенија. И тука можеби најмала вина има обвинителството, ако не се смешаше државата. Како нашиот бегалец Артан Груби не беше приведен на косовската страна. Тој беше баран со меѓународна потерница преку Интерпол. Значи се работи за еден договор во кој се вклучени и дел од косовските власти за тој да се врати слободно, бидејќи и самиот знаеше дека ќе се заврши во домашни услови и ние гледаме дека доколку ние овде разговараме на повисок тон, може многу полесно да завршиме во притвор него нашите политичари кои проneверија огромни суми на средства. Артан Груби, мислите дека има некакво оправдување во претпоставките дека ќе има некаква трговија со правдата тука или е за вас чист случај? Најпрвен враќањето на Артан Груби, како што каже и колешката од ВМРО-ДПМН, да не е дека кога он посакал, туку е договорено враќањето на Артан Груби. Не, апсолутно не е договорено. Ке почнам од тоа што Артан Груби кога е напуштил државата, со себе имал државно обезбедување. Граничната полиција го пуштила, наводно не проверила, иако тој во тој момент се наоѓал на стоп листата. Нели во меѓувреме беше ставен на црната листа во САД пред да избега, па сега слушаме во јавноста дека имал месец дена пред да избега закани по животот кои што ги пријавил во МВР. Но секако можеше да ја поштедиме јавностот, можеше да ја поштедат властите јавностот, целиот овој циркус кој што ни го приредија за еден ден, односно имаме ние конкретни случаи на лице кое што е во притвор 6 месеци, кое што се уште не е изнесено пред лицето на правдата, иако он за рекордно брзо време ги заврши сите тие постапки. А тоа е така затоа што праксата покажала дека во затвор може да се лежи само за ситна кражба или ако крадете 10 кебапи, но друга завршница не очекуваме кога и веде државниот обвинител е кадар на ВМРО-ДПМН, додека премиерот во ТВ гостување ја дисквалификуваше Ленче Ристовска само затоа што таа води предмети обвиненија против нивниот криминал. И затоа ова е продолжение само на нивните претходници, односно каде што СДСМ заврши, ВМРО продолжи и така повеќе од 30 години тие се амнестираат меѓусебно и само поради вакви случаи всушност и граѓаните имаат изгубено довербата и во институциите и во судството и затоа и се иселуваат. Видете, јас не сметам дека се работи за никаков политички договор, доколку тоа они го знаат, може да разложат зашто. Јас мислам дека секој кој погрешил пред законот треба да одговара за тоа. Треба да оставиме органите да си ја водат постапката и да видиме што ќе се случува. Се надевам дека секој што сгрешил треба да одговара за неговото дело. Мора сторителите на кривичните дела да се гонат, се разбира, и тие да одговараат пред законот. Толку викат и граѓаните сега повели, Па, кои кадри нас ке ни ја донесат правдата? Анита Тополова и Селовска, која околу 20 декември беше избрана за веде државен јавен обвинител, а сега во јавноста кружат информации дека ќе стане републички јавен обвинител, инаку да ја потсетам јавноста. Анита Тополова и Сајловска, инаку сопруга на екс-заменик министер за надворешни работи од редовите на ВМРО-ДПМН Илија Исајловски. И таа бараше да падне предметот Талир, во кој што
односно тоа беше случајот за нелегално финансирање на партијата ВМРО-ДПМН, или да зборуваме за Софија Спасовска Медарска, која е сопруга на адвокатот на Зоран Заев, а е назначена за заменик председател на антикорупцијска, или да зборуваме за Цвета Ристовска, која што ние ја обзнанивме како партија за нејзините криминали, која што во анкетниот лист немаше пријавено имот на своето семејство, која што има минувано многу случаи во антикорупцијската комисија, која што стана символ на корупцијата всушност во институција која што треба да се бори против високата Добро, корупција. благодарам. Видата не би сакала, како што и самата колешка кажа, кружат информации. Мислам дека сметам да треба да се базираме на факти, не на некои информации што не се докажани, така да не се согласувам потполно. И навистина сметам дека треба да оставиме органите да си ја водат постапката и секој што погрешил да одговара пред закон. Да, точно тој и граѓаните го велат, меѓутоа перцепцијата исто така на јавноста е дека оваа држава 36 години сите одговарат, само не тие што треба, што направиле криминал, бидејќи многу малце функционери некогаш завршиле зад решетка. Сега кажам од каде е скепсата кај јавноста дека некој некогаш ќе одговара за криминал. Да, така мисли јавноста, но ние сме тука да убедиме во спротивното, работиме на тој случај. Не би се согласила дека работите на тој случај со оглед на тоа што во текот на емисијата и се водите по тезата од каде знаеме дека Артан Груби се вратил сам. Не, јас не реков од каде знаете, реков од каде знаете вие од како сте толку сигурни дека има некој политички договор. Тоа се гледа дека е исценирано сценарио, буквално театар, но позади сцената на тој театар кој е договорот и што се случува, никој не може да биде сигурен. Никој не може да биде сигурен, јас тоа го кажувам. Значи, јас не сум сигурна дека има политички договор и затоа ве прашувам како сте вие толку сигурни. Би сакала. Се согласуваме дека надлежните институции треба да си ја завршат работата и сите кои што се одговорни да одговараат пред законот. Меѓутоа, актуелната ситуација и назначувањето на скопскиот јавен обвинител еден месец пред враќањето на Артан Груби го покажува спротивното. Дали ние со назначување на вакви партиски кадри, преку кои што владата на Мицковски се обидува да го контролира правосудството, ќе очекуваме дека секој ќе одговара еднакво пред законот? Дали можеме да го очекуваме тоа? Дали можеме да очекуваме од правосудството дека секој еднакво ќе одговара пред законот, кога сопруга на поранешен градоначалник на ВМРО-ДПМН е назначена за член на судски совет? Советник на премиерот Мицковски е назначен за член во Уставниот суд. Исто така, морам да ве подсетам, мислам дека беше тука во емисија на Канал 5, портпарол на влада знае до каде се судски процеси кои што се уште не се завршени. И како граѓаните да имаат доверба во правосудниот систем, како младите да им се зголеме довербата во државата и да сакаат да останат тука, кога Мицковски своите прсти ги пушта насекаде во сите области, почнувајќи од правосудството со назначување на своји кадри. Јавно елиминира независен кандидат за јавен обвинител Ленче Ристовска, која што беше оценета со оцена 10 од судскиот совет, и имаше само позитивни коментари, позитивна оцена за неа. Што може да очекуваме ние? Видете, во државата има законодавна, извршна и судска власт и за И не треба да се мешаат, јас како што знам. Па не се мешаат, тоа не би рекла. Затоа го кажувам ова, не би рекла. Владата апсолутно не се меша во судството, скоро сите суди се назначени во владењето на владата на Социјалдемократскиот сојуз. А за тие моментално кои што ги спомнавте, уставниот судија е професор на правниот факултет, кој е одличен кадар и мислам дека токму такви кадри треба да се ставаат на такви места, за да имаме еден добар правосуден систем и да ги оставиме судиите да се вршат нивната работа. Значи, владата апсолутно не се меша и ги остава судовите да се работат нивната работа, а за постапките никој не може да знае, мислам, нормално. Да, кој е вашиот коментар поради тоа што владата дојде со ветување за голема и широка борба против криминалот и корупцијата, враќањето на довербата у правосудниот систем и дека постоја речиси половина мандат, а се уште тоа е на тие фамозни 2%. Сега долг е процесот, треба уште време
Секако дека Дали се движи како што очекувавте, да речеме? Секако е долг процесот, мислам, како што и сами рековте, без малку 2 години е мал период за нешто да се види, но се уште се работи на тоа. Секако дека корупцијата и високо правосудство не се едни од главните, мислам, секогаш треба да бидат да се намалува корупцијата. Тоа не е проблем само во Македонија, на секаде ни светот има корупција, но ние треба да работиме активно и сметам дека владата предводена од ВМРО-ДПМН работи на тој случај да се намали корупцијата. И исто така треба да се зајакне судството. Добро. Како работи владата на зајакнување на правосудството и на испречување со корупцијата? Видете, владата активно работи на спречување со корупцијата, со носење на реформи, затоа го имаме овој закон конкретно за високо образование, имаме реформски закони кои што тек ќе се донесуваат. Во тој концепт работи владата активно. А како што и претходно кажа, владата не може да се меша во правосудството, затоа си работат они сами и они треба да се... Затоа имаме 3 власти во државата. Повелете. Значи, од цело ово да заклучиме дека владата работи на тоа во судството да се поставуваат кадри на ВМРО-ДПМН, на сите функции кои што се во судството и во правосудството, кога зборуваме... Владата не работи на тоа. Значи, тоа не го кажа. Па еве, кој е сега веде заменик на јавното обвинителство и кој ќе стане? Анета Исајловска. А од каде знаете вие дека она ќе стане во тек? Сигурно ќе стане, чим па нема да стане, не е завршена постапката. Бидејќи само може така вие да кажувате кој ќе стане кога постапката не е завршена. Значи, кога зборуваме за корупцијата, значи корупцијата произлегува од економската моќ која е сконцентрирана кај мал број на поединци. Значи, во сите држави постојат мафии, само кај нас мафијата има своја држава. Тоа можевме да го заклучиме и вечерва. За каква нулта корупција ние можеме во моментов да зборуваме, за какво искоренување на корупцијата, кога и во органите кои што треба да се борат против корупцијата, ние имаме партизација, клиентелизам, имаме Добро, што треба да се поставени направи? луѓе. Во една минута ќе вам молам, според вас. А во една минута, значи да се прекине со партизација во сите пори, во сите сфери на општественото живење. Не може партиски кадри да се поставуваат на функции кои што треба да се одделени од законодавната, од извршната власт, значи треба да има некакво одделување. Не може партиски кадри да се стават во правосудство, значи династии цели имате на презимиња кои што се вработуваат во судството, значи со таа пракса треба да се прекине. Исто така, ние имаме случаи на Мијалков и на Заев кои имаат финансии можеби поголеми од целиот буџет на Република Македонија, ако размислиме подобро. Значи, цело време една па друга власт се менува, се амнестираат, се аминуваат и кога ќе дојде да се амнестираат и да се аминуваат функционери, тие одлично функционираат, а кога се случуваат ситни кражби, како крадење на кебаби, ќе кажам, тогаш треба да се лежи во затвор, а за некои многу високи корупции, измами, проневери... Да, кажавме тоа. Што треба да направиме овој антисистем, кој што според многумина ги има запоседнато институциите, пак ќе кажам, од осамостувањето до сега, некогаш посилно, некогаш послабо, конечно да го победиме, да има една професионализација и сите тоа да биде за доброто на државата. Ние овде сите говориме дека за реформи во правосудството требало подолго време. Па колку подолго? 30 години. Ние 30 години нашето правосудство тапка во место. Се согласуваме јас кај изборот на суди и обвинители, гледаме дека цели семејства се или адвокати, или обвинители, или суди, и таа лоза си продолжува и затоа ние имаме суди кои дзидаат дзидови дома со парите на граѓаните. Го имавме случајот на Мијалков, видовме никаква разрешница, кратко нешто во затвор во Струга, хотелско сместување и денски низ градот сишета, навечер може би одел, може би не одел. Го гледаме случајот на Груби оди во таа насока. Може би за многу скоро ќе го видиме и поранешниот премиер како ќе се појави на граница на сличен начин како што се појави. Верувате во тоа? Верувам искрено, бидејќи мислам дека ова приказна околу Груби
е само еден предвестник на тоа што треба да се случува во наредниот период и бидејќи голем дел на делата на нашиот поранешен премиер Никола Груевски застаруваат веќе оваа година, очекувам најкасно до есен да биде исто вратен на некој сличен начин како што е Груби, па нема да има повторно притвор, ќе биде загрозена неговата безбедност или ќе се смисли некоја добра приказна и сето тоа треба граѓаните да го трпат и да го чувствуваат на своја кожа, а никако да се поместиме. И тие 2% јас мислам дека повеќе не важат за судството. После ова што се случи со Груби, мислам дека е паднато на минус 2% перцепцијата околу судството. Ниедна влада во оваа држава не се зафати со сериозни коренити промени на правосудниот систем. Можеби ветингот беше често најавуван, но никако не се случи. Гледаме примери од само соседните наши земји како преку ветинг исчистија голем дел од тие корумпирани суди и обвинители кои ги има. Ние не сакаме и нашите влади сакаат да го контролираат целото судство. Знаеме и за Тефтерчина, Сваровски, суди и сите тие работи кои и така сакаме да продолжат да се одвиваат тие работи, за да верувајте ни еден политичар и ни еден од овие личности кои ја покрадија Македонија во изминатите 30 години не е одговарал досега, а не верувам дека ќе одговара и во наредниот период. Добро, оправдан е песимизмот? Кај младите? Кај Општо. господинот? Оправдан е, апсолутно се согласувам дека е оправдан песимистот кај него. Меѓутоа, ние како млади кои што сакаме да останеме во оваа држава, сметам дека заеднички треба да се бориме тоа да не продолжи и да не се огледуваме на политичарите и на нивните постапки во изминатиот период, туку заеднички да покажеме како се прават реформи и како да ја направиме државата онака како што ние сметаме дека треба да се реформира. На кои политичари да не се огледуваме? На постарите политичари. Тука ги Од сите партии? Од сите партии, апсолутно. Ние сме млади, ние треба да не се ослонуваме на нивните негативни практики кои што во изминатиот период ги правеле. Колку има простор? Мислам, ова што сигурно на сите им се допаѓа што го слушаат, меѓутоа колку реално има простор младите да наметнат своја некоја автентична политика? Апсолутно сметам дека има простор младите да наметнат. Колку повозрастните ве слушаат, наједноставно кажано? Не слушаат кога станува збор за вакви реформи и клучни политики, особено кои ги засегаат младите, затоа што младите во ова време се оние личности кои што најдолго ќе ги живеат политиките кои што денес ќе се донесат. И политичарите, актуелните политичари треба да ги слушаат младите затоа што тие политики ќе се одразат врз нас во иднина. Точно, меѓутоа и сега заклучивме сите дека младите во држава, за жал те кажеме, многу ми е жал што е така повеќе енергија трошат, барем добар дел од нив, да смислат како да си излезат од државата, отколку како да помогнат нешто за својата држава. Апсолутно. Еве, јас имам 26 години и голем дел од моите пријатели и другари одлучиле да ја напуштат државата од економски или било какви други причини. Меѓутоа, јас одлучувам да останам тука и заеднички со останатите млади да ги мотивирам младите кои што се двоумат дали да заминат или да не заминат од оваа држава, заеднички да работиме кон подобрување и кон реформи за оваа држава. Може би изгледа идеалистички, меѓутоа, доколку ние не сме сплотени како млади, дека сакаме да живееме во подобра држава и во поубаво општество, тогаш од кого да очекуваме дека понатаму ќе се бори за подобро општество. Добро, ви благодарам. Може би прави Лениче Коре за и ние помладите политичари да дојдеме до израз е една демократизација на начинот на избори. Во овој момент ние имаме 6 изборни единици со затворен систем, поголемите политички партии и кај помалите истиот случај, доколку лидерот смета да ги нареди првите 10 луѓе, негови најпослушни, најлојални политичари, ќе ги постави на првите 10-15 позиции условно кои се добитни и некако младите се стиснуваат од тој круг. Доколку ние се демократизираме и направиме една изборна единица со отворени листи, каде што секој граѓанин ќе одлучува кој ќе го представува дали во парламентот или во советите на општините, тогаш и помладите политичари со нивните ставови ќе дојдат повеќе до Добро, ма колку има желба кај побројните политички партии, бидејќи имаше сега Министерство за правда или требаше да почне состанок за работната група за изборниот законник, за некоја бизарна причина престана да работи, не знам, преведувач немало. Тоа нема желба. За процеси кои што треба да нема желба кај поголемите партии тоа да го направат, затоа што тие уживаат да го контролираат нивното членство
и не даваат прилика на некои кадри да се промовираат. Еве, вие гледате сами дека имаме пратеници кои веќе 5-6 мандат му е во собранието, па тие ќе се пензионираат како пратеници. Тие ништо не сработиле друго во животот освен пратеници. Ги има кај најчесто ги има кај поголемите политички партии затоа што имат повеќе и пратеници и овој модел, еве ние како либерално-демократска партија можеби ќе освоиме 30.000 гласа, а нема да добиеме на овој начин со 6 изборни единици ни еден пратеник, нашите гласачи нема да го имаат својот глас во парламентот. Затоа една изборна единица со отворени листи е еден чекор за да допрат овие помлади политичари да стигнат на еден полесен начин да ги промовираат своите идеи, своите политики да бидат застапени во парламентот и во советите. Но очигледно кај нас таа тема се отвора кратко само пред изборите, па ќе се каже тогаш нема време сега, ќе одиме на наредните избори со такви измени и си останува 30 години двопартиски систем во Македонија. Истото и кај албанските политички партии, и кај македонските и затоа и ние влегуваме неравноправно во однос на поголемите политички партии, зошто да имат тие толкави буџети на финансирање од страна на државата. Имам уште 15 минути, сакам да поразговарам малку околу европските интеграции. Кратка хронологија, Преспанскиот договор потпишавме, се го сменивме државното име, советување дека ќе станеме дел од Европската унија или ќе ги почнеме преговорите и ќе станеме дел од НАТО. Во НАТО влеговме, утре и Руте доаѓа во земјава, кој што е практично од вашата група на либерали во Европа. Меѓутоа, со Европската унија сме заглавени како никогаш можеби до сега и повторно партиите се расправаат за тоа кој е одговорен за тоа. Меѓутоа, многу мина, не знам дали е тоа оправдано скорост или не, излез од целава ситуација гледаат преку пристапниот процес и те реформите кои што тогаш ќе сме морале да ги направиме, што е само по себе поразително, имајќи предвид дека тоа индиректно покажува дека кога поважно ни е да станеме дел од Европската унија, а не самите да најдеме сила, самата држава за нас да си ја кренеме нагоре. Што правиме со овој процес? Ние видовме дека сами тешко можеме и можеби кога ќе имаме некој тутор над нас, многу полесно ќе си ја демократизираме нашата... Бидејќи ова посетуваме кам шикарот на заем што го зборуваше. Баш така. Видете, ние сме на генерација овде помлади политичари кои пораснавме со проблемот со името. Јас се сеќавам уште од моето детство, секој уклучување на ТВ приемникот на вестите слушавме за проблемот со името, па спорото решавање. Немавме храбри политичари што побрзо да го решат тој проблем. Деновиве слушав едно интервју. Што побрзо да го сменат името? Да го решат проблемот сега. Дали можеби ќе беше ако порано смогнеа сили да се изгради една национална стратегија, можеби ќе беше помалку болно решението, бидејќи ние слушав еден ваш колега поискусен новинар, директор на еден вестник на едно интервју кажа дека ние уште кога сме го прифатиле привременото име Фиром, сме се обврзале да го промениме името со Ерга Омнест. Но ни еден политичар од тој период до сега немаше храброст тоа да го направи. Доколку ние, можеби уште во 2001 година сме го сменили името, ќе го немавме овој проблем што сега ни излезе со блокадата со Бугарија. Секој млад човек сака да се интегрира во Европската унија, затоа што ние не можеме да бидеме патриоти само кога Мислам дека секој млад човек сака да живее подобро. Јас мислам дека самиот пристап до Европската унија ќе ни ги отвори многу финансиски средства кои ќе ги добиваме од Европската унија и ќе ни го подобри значително животот. Затоа што видите Александар кај нас младите доколку не се интегрираме полека се иселуваат, голем дел ваѓаат и бугарски пасоши, а за мене не е патриотизам доколку сите млади изваат бугарски пасоши и си заминат од нашата држава. Ние треба да работиме да останат нашите млади тука затоа што некој треба да ја продолжи нашата историја и да раскажува за сите овие јунаци кои ги спомнуваме низ историјата. Доколку останат само нашите родители тука, ние си селиме, нашиот круг ќе се затвори. Нема кој да разговара поќе за историјата и да ја прераскажува нивните. Завршува нашата приказна тука. Истото прашање. Значи Македонија веќе долги години во преговори за влез во Европската унија го сменивме името, но и тоа пак се уште не сме дел од Европската унија. Секако дека на Македонија е местото во Европа, но не по секоја цена. Ние сакаме фер процес со исполнување на копенхашките критериуми, кои три основни се владење на правото, правна држава и почитување на човековите права.
Сите добро знаеме дека единствениот, односно последниот услов не се уставните измени. И владата се надам дека е спремна на мислам, не се надам, него сум сигурна дека е спремна и активно работи за преговори, но под услов да имаме брз и фер процес со почитување на копенхашките критериуми, доколку се создадат повеќе услови, тогаш ние не сакаме по секоја цена да се откажеме од македонскиот идентитет само за да влеземе во Европската Унија, а секако дека местото ни е таму. Добро. Кога зборуваме за уставните измени, еве јас клучното прашање што сме добиле досега од сите процеси кои што се случувале досега. Јас еве како млад човек, откако знам за себе, цело време слушам дека ние сме заглавени во некакви спорови, во некакви преговори. И двете партии кои што досега биле на власт, многу им било полесно да преку вазалство, преку коленичење или преку подчинување да чепкаат во емотивните, во националните чувства на граѓаните, наместо, например, да се решат некои многу пофундаментални работи кои што се случуваат во нашата држава, за на некој начин и да се трасира тој евроинтеграцијски пат. Дали е тоа да се набават лекови за болните од хемофилија. Ние имаме градови каде што немаме инспектори за животна средина, имаме екзодус на младите, така да сметам дека двете партии кои што се менувале досега на власт единствено служеле како бироа за вработување и за партизација во сите институции на општеството и на нив најлесно им било да чепкаат по националните чувства на граѓаните наместо да исечат гранката на која седат, бидејќи ако прекинат они со овие процеси и работи што ги прават, едноставно нема ни да постојат. Така да сметам дека на кој начин чепкаат во националните чувства, како што велите? Чепкаат во националните чувства со тоа што еве премиерот кажа дека кога ќе дојдат на власт ќе го вратат името, го врати името, не го врати името. Се смени името, Тоа е чепкање се по националните чувства. Ние се тапкаме по рамо дека ќе биде подобро, но е се полошо. Исто така, еве хипотетички да кажеме дека ќе прочепкаме во уставот, никој нас не ни гарантира дека повторно нема да ни се стегне некое вето или дека повторно нема да бидеме уценувани или ограничувани за некои работи да промениме, така да сметам дека ставот на левица е јасен и тоа е дека сме ние против уставните измени, па макар и да останеме сами, ќе бидеме секогаш на вистинската страна на историјата. За сама апелира за што побрзи уставни измени? Апсолутно. СДСМ е партијата која што донесе државнички потези и ја внесе државата во НАТО и истовремено и ја одблокира од патот кон Европската Унија. Меѓутоа, со доаѓањето на актуелната власт на ВМРО-ДПМН, ние секојдневно се соочуваме со ситуации каде што тие не враќаат не чекор назад, туку можеби 10 чекори назад, кон патот кон ЕУ, со тоа што цело време се вадат на таа флоскула, впрочем и така ги добие изборите на националното прашање, дека по доаѓање на власт ќе го укинат Преспанскиот договор, со што еве 2 години се на власт, не видовме никакво укинување на Преспанскиот договор. Мицковски секојдневно го губи својот кредибилитет. Слушавме флоскули дека ќе има промена на договорот со Бугарија, дека ќе имаме реформи и правда. Ги слушавме од нив дека дуи се криминалци, меѓутоа се соочивме со ситуацијата со Артан Груби и театарот кој што ни го приредија изминативе денови, така што Социјалдемократскиот сојуз е за пристап кон Европската Унија, затоа што Европската Унија и покрај тоа што нам ни делегира реформска агенда и неминовни се реформите кои што се очекуваат од нашата држава за пристап и влез кон Европската Унија и впрочем исполнување на копенхашките критериуми. Меѓутоа секојдневно се соочуваме со најразлични ситуации кои што покажуваат на не чекор како што напоменав 10 чекори. Меѓутоа што е со стравувањата дека ние доколку ги направиме уставните измени, да ги почнеме преговорите, дека поради идентитетски прашања или историски прашања повторно можеме да бидеме блокирани.
Во овој момент Как предвидливоста во процесот се компрометира на некој начин? Во овој момент сметам дека од Европската унија нам нема да ни се потребни само уставни измени, туку Европската унија од нашата држава впрочем бара и реформски промени во нашата држава, така што нам никој не ни гарантира дека уставните измени доколку се направат во овој момент ние ќе пристапиме кон членување во Европската унија, така што можеби прашањето со променување на уставот и францускиот предлог малку ги допре власта и ВМРО ДПМНЕ во тој период. Меѓутоа, францускиот предлог, иако беше доста критикуван од актуелната власт, покажа дека е многу подобар од сите решенија кои што ги нудат, тоест не ги нудат ВМРО ДПМНЕ во овој период за пристап кон Европската унија. Со францускиот предлог во суштина и се правеше дистинкција помеѓу двата народи и тезата која што 50 години Бугарија ја служеше дека еден народ, две држави, со уставните измени преку францускиот предлог стануваше збор за дистинкција помеѓу два народи, односно Како што знам, договорот беше влез во НАТО и Европската унија, но за жал се уште не сме дел од Европската унија. Го сменивте, тоест и името и повторно не сме во Европската унија. За разлика од тоа, сегашната влада активно работи на тој план, не по секоја цена да влеземе во Европската унија, туку да има еден фер процес кон Република Македонија, како што и претходно напоменав. Добро знаеме дека уставните измени не се единствениот услов и затоа владата напорно работи да имаме фер, брз процес за влез во Европската унија со почитување на копенхашките критериуми, а не како претходно да го смениме името, да го смениме уставот и повторно да не сме во Европската унија. На кој начин работите за да се откочи овој процес за брз? Со отфрлање на државата од ИПАРД програмата, претпоставувам. Не е точно. Со исполнување на копенхашките критериуми, како што кажав и претходно, владење на правото, намалување на корупцијата, правна држава, почитување на човековите права. Така работи влада. Добро. До каде сме? Според тебе? Па има напредок сега, помалку од 2 години е мал период да се каже, но ќе има уште поголем напредок и поголем остануваме да бидеме трпеливи и да пратиме што ќе се случи. 2 години не беше мал период кога бевте во опозиција, меѓутоа се надевам дека на некој начин ќе се одблокира овој пристап кон Европската унија и се подобро ќе се, или не знам дали подобро би се справиле со корупцијата и криминалот, кој што секојдневно можеме да го видиме и им се сервира на граѓаните на Македонија. Видете, како млади луѓе, сите сакаме да бидеме дел од Европската унија и да има владење на правото во државата и намалена корупција. Мислам дека тука може сите да се согласиме. Добро, додека тече тој процес, мислите бидејќи има голема скепса, да речеме, како определени луѓе, па аналитичари што доаѓаат овдека во студиото, дека тешко ни оди процесот сами кога тираме, дека треба практично некој да не фати за рачи, да не води низ тие процеси. Како ве вашиот став, дали можеме сами некои основни работи во државата да ги направиме, кои што уште самачиме да ги направиме, или сепак тоа ќе биде наред кој ќе ги почнеме преговорите? Секако дека може, како што кажав, одиме чекор по чекор, без малку 2 години е малку да се направи нешто, но владата навистина многу се труди и следува навистина големи промени во наредниот период. Што може да очекуваме од големите промени? Се работи, како што претходно напоменав, на реформски закони. Еден од тие законот за високо образование, тука се подобрува квалитетот на образованието во државата, потоа се работи на подобро здравство, судски реформи и така. Добро. Кај нас, мислам, кој да ни дојде и од странците и тоа дома го гледаме во извештаите на Европската комисија, многу често не се проблем законите, дали ќе се донесат добри или не знам какви закони, секогаш е проблем имплементацијата. Наистина, бидејќи може да имаме недобри закони, ако не се спроведуваат исто како да ги немаме. Можеме ли сами нешто да направиме? Можеме секако сами нешто да направиме кога зборуваме за
За реформските закони, ние како партија сме подготвени да поддржиме секаков закон кој што ќе биде во интерес на граѓаните и тоа и досега сме го покажале во нашиот пратенички мандат, дека секогаш сме покажувале политичка волја да изгласаме и да донесеме закони кои што се во интерес на граѓаните. Исто така работиме на тоа што и предложуваме закони кои што се во интерес на граѓаните, иако за голем дел од нив, можеби за околу 90% власта нема слух. Кога говориме за некои работи кои што можеби треба да тргнат од нас за да можеме да трасираме некој подобар пат, можеби евроинтеграцијски пат, тука морам да споменам дека ние прво треба да си ги решиме проблемите кои што ни се нас во државата. Тоа се партизација во сите институции, значи вас ви треба партиска книшка и партиски врски за да најдете легло во студентски дом, што не треба да е така. Се штанцат дипломи од 7 до 8.000 евра по приватните факултети, се завршува факултет за што трае 4 години за помалку од година дена. Исто така, како што споменав, се оценува целото гласачко тело и работниците со нивната работа и со нивната екзистенција доколку не гласаат за одредена партија или доколку немаат партиска книшка и партиски врски, дека ќе бидат избркани од работа. На тој начин се загрозува екзистенцијата на граѓанинот и исто така, како што споменав, секој млад човек е доведен во овој момент, доколку нема партиска книшка, да си купи карта во еден правец. До тој степен сме дојдени, така да сметам дека корупцијата би се намалила прво ако тргнеме од врвот, малку власта да се симне на земја меѓу обичните граѓани, да не се носат часовници колку што чини еден стан во Скопје, например, така да се намалат тие луксузи. Вие имавте и истражување за Ранка Милановиќ, зашто не се актуализира, например, таа тема, каде што 80 семејства живеат под секакви човечки лица живеат под секакви човечки услови, деца искасани од старци, значи ние малку треба да прокопаме малку подлабоко, а не само да се занимаваме со површни работи. Добро, ви благодарам на сите. Ми беше мило, еве час и 15 минути поразговаравме на повеќе теми. Еклектичен бев, сакав да ги опфатам сите теми, бидејќи сакав јавноста да се запознае со вашите политички ставови, со вашите размислувања, со вашите визии. Денеска бев највозрасен во студиото, тоа ми се случува многу ретко, имам измешани чувства дали е тоа во ред или не. Како и да ви благодарам што ја прифативате поканата, претпоставам дека ќе се идеме и повторно во друг состав. За вашите ставови, за вашиот настап вечерва, јавноста секако ќе суди. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме. Почитувани, благодарам и едно потсетување дека вечер во 23 часот почнува втората полусезона на Кавга со Иван, на колегата Мирчевски. Има интересен подкаст, интересен разговор, ве поканувам да го гледате, така што вечерва на Канал 5 има навистина интересни содржини. Останете со нашата програма.